Локални избори 2025. Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во нашата програма. Денеска муабетиме со стопанственикот Зоран Јаневски, кој е кандидат за градоначалник на политичката партија Левица за Крушево. Практично во овие серијал разговори кои што ги правиме муабетиме со, прв пат имаме еден представник од Крушево. Јас ќе кажам само неколку збора, може би прилепчани не го знаат кој е Зоран Јаневски, но тој е добро познат меѓу крушевчани како чесен, семеен, одговорен човек, почитуван човек во заедницата кој бара и се бори за општината да се врати на обичните луѓе, на работниците. Навистина ни е многу драго што ве имаме тука во студиото и што ќе можеме да ги отвориме темите кои што се значајни за општина Крушево, а кога ќе се спомне општина Крушево, тога што е од значајни за цела Македонија, бидејќи Крушево ни е единствено. Добре ни дојдовте во студиото. Најпрво што би сакала да ве запрашаме во однос на мотивите за да се кандидирате за градоначалник на општина Крушево, бидејќи вие за прв пат се вклучувате во еден изборен процес како што се овие локални избори 2025. Која беше причината за вашата кандидатура? Зошто се одлучивте на ваков чекор? Најпрво добар ден и ви благодарам за што ме повикавте во вашата емисија. Моја мотивација да се вклучам во партија е да го променам досегашниот наратив, да се вработуваат се само партиски членови. Сакаме да промениме, да направиме една општина која ќе биде функционална и транспарентна за сите граѓани, а не само за граѓаните на одредена политичка партија. Сведоци сме дека досега во изминативе 3 децени во Крушево не се отвори ниту едно работно место за обичниот граѓанин. Се тоа само некои партиски вработувања. Најчесто се вработуваат несоодветни кадри со несоодветно образование на несоодветно место и мислам дека најголема причина за нефункционалноста на јавните претпријатија е тука. Јас како градоначалник ќе се заложам во иднина да се вработуваат исклучиво образовани кадри со соодветно образование. Така ќе бидат најпродуктивни, ако човекот што студирал и учел некоја проблематика, тука е најпродуктивен, најмногу може да направи за општината. Да, ќе ги зачнеме сите оние теми и прашања во однос на вашата програма. Она што би сакала да ве запрашаме е нешто повеќе да кажете за вас лично. Кој е Зоран Јаневски? Рековме, семеен човек, стопанственик, човек кој што може да каже многу, бидејќи вие повеќе од 10 години работите собствен бизнис, кој што полека веќе е многу познат во регионот на Пелагонија и секако не само во регионот на Пелагонија, туку и во Македонија со оглед на тоа што вашата дејност е многу позната и призната, но и се надградувате во тој дел. Кој е Зоран Јаневски? Така е, јас сум граѓанин на општина Крушево. После студиите кои ги завршив во многу тешка финансиска состојба, моите родители беа стечајци, како и од многу други. Јас се обидував нешто да работам, сум се обидувал и да сум учествувал на конкурси на државно, но за мене не се најде место. Јас одлучив да отворам собствен бизнис и досега успешно го водам. Имам генерирано повеќе од 10 работни места и сакам да им испратам порака на сите млади во општина Крушево, дали се земјоделци или занаетчи, да не чекат да ги вработи некоја партија, туку да почнат сами да работат. Значи сами најмногу може да се изградат во општеството и да допринесат и за себе и за општината. Практично вие од вашето лично искуство и од вашето семејно искуство сакате да ги направите тие промени кои што ќе следат во иднина доколку бидете градоначалник на Крушево, бидејќи вам тоа ви пречело. Како што и сами рековте, то дел се тие партиски вработувања или станува збор за нетранспарентност на општинската администрација. Што е она што во моментов би кажале дека најмногу ви пречи за веднаш да го промените доколку станете градоначалник на општина Крушево? Доколку станам градоначалник на општина Крушево, прво што би направил е да го донесеме деталниот детален генерален и детален урбанистички план. Значи тоа е основата за економски развој на било која општина. Моментално ние немаме повеќе од 5 децени детален урбанистички план и во Крушево практично
не можете ништо да изградите. Дури не можете ни целосно да реновирате куќа. Што би се постигнало со тој генерален и детален урбанистички план? Доколку го имаме генералниот урбанистички план и деталниот, може да овозможиме нови парцели за градба, може да им овозможиме на млади брачни парови да отворат сопствени бизниси, да направат куќа во Крушево, да учествуваат во ИПАРТ фондовите, се евентуално практично не може да учествуваат, едноставно не може да се гради во Крушево. Тоа е прво нешто што би го ставиле на приоритет. Да, тоа мислам како главна цел. А друг приоритет ми е да отвориме нова бензинска станица. Ние во Крушево немаме бензинска станица во градот. Имаме една бензинска станица која е на 2,5 километри од градот и не работи цело време, работи само од понеделник до петок, од 6 часот наутро до 14 часот попладне. Потоа немаме бензинска станица и туристите што идат во голем број во Крушево, тие не можат да наточат гориво. Исто така и малите и средни бизниси што се не може да функционираат, мора да одат во друг град за да точат гориво. Тоа како главна цел ќе биде да отвориме нова бензинска станица или пак да овозможиме ова е постојаната да се дислоцира некаде поблиску во градот. Кога зборуваме за приоритетите како дел од вашата програма, можеме ли да кажеме кои се главните столбови или главните приоритети на кои што се гради вашата програма во поглед на тоа дали е економскиот развој на општината, дали ќе се осврнете повеќе на младите да ги задржите во општина Крушево или станува збор за некој друг проблем од социјалната сфера? Кои се вашите приоритети на кои што се гради и се темели целата ваша програма? Најголем приоритет ќе ни бидат младите. Значи, ќе ги стимулираме да отварат своји бизниси или па да се вработат во домашни бизниси. Ќе се обидиме да привлечиме домашни компании кои ќе отворат работни места во Крушево со пристојна плата и пристојни услови. Ќе направиме во општинското основно средно училиште на Обновски Борче ќе отвориме нови струки кои што ќе можат да со соработка со приватни компании да се стимулираат учениците или па да им се дава стипендија кои ќе изучуваат тука 4 годишно средно образование и после да може да работат во тие компании. Крушево е познат како еколошки рај. Туристички центар, спортско-рекреативен центар, добро познат не само во Македонија, туку и во Европа и во светот. Што може во тој дел да се направи се со цел да можат да се привлечат странски инвеститори, па и домашни инвеститори, со оглед на тоа што, ако се земе во предвид, дека во моментов во Крушево, во општина Крушево, има само една индустријска зона, која што е оддалечена од градот Крушево и е на патот помеѓу Кривогаштани, општина Кривогаштани и општина Крушево. Има ли можност? Да, има ли можност за таква индустријска зона која што би помогнала да се привлечат инвеститори, домашни или странски, за да може тој економски развој да се заврши? Да, има можност, но прво треба ние да имаме образовен кадар. Значи мора децата да ги привлечиме да останат тука или па од другите општини да дојдат деца да изучуваат, не знам, некоја струка, дали електромашинска што се бара во индустријска зона, пошто ние се моментално имаме само угостителство. Имаме и неколку хотели, но не може еден град само да развиеме со една струка. Треба да имаме поразновидни струки од техничките струки за децата да може тука да завршат средна школа, да отидат на факултет и да се вратат Крушево да работат. Тоа било принцип во изминатите години кога Крушево имало повеќе од 3000 вработено и сите студенти што студирале во Битола, Скопје или не знам, може низ Југославија подалеку, целта им била да завршат факултет и да се вратат Крушево. А сега нашите студенти целта им е да избегат на некој начин од Крушево и никогаш повеќе да не се вратат, дури цели семејства бегаат. Значи, рак рана во однос на тоа прашање за иселувањето, кое што рака на срце не е само во Крушево, туку и во останатите градови е иселувањето на цели семејства и тоа што луѓето не гледаат иднина во градот и во општината за да можат да заработуваат и да опстојуваат како семејства. На каков начин вие би ги привлекле семејствата кои што се веќе иселени или оние кои што се двоумат да останат во Крушево? Што би им препорачале? Прво би им препорачале дека ќе работиме неселективно. Нема да фаворизираме поединци, туку ќе им се даде шанса на сите. Сите да живеат и да работат во општината,
без разлика дали се од селата или од градот. Најуспешен е човекот е кај што се родил. И тие тука најмногу може да допринесат ако имаме земјоделско семејство, кој неговите предци работеле и купувале земја или не знам механизација, може да им овозможиме на луѓето услови да продолжат да работат. Преку разни стимулативни мерки или еве пак ќе спомнам и партфондовите во Крушево скоро никој да не користи. Али сепак тоа се повлекува од урбанистичкиот план. Ако немаме ние селата во Крушевска општина не се урбанизирани и ако немате урбанизирано место, вие не можете да пристапите кон никаков фонд. Не можете едноставно кредит да земите за да го развиете својот бизнис. Она што е едно од главните прашања на останатите кандидати за градоначалници со кои што сме разговарале, а и релативно сликата е таква во цела Македонија, станува збор за инфраструктурата. Што мислите во поглед на тој дел, што може да се направи за Крушево да биде подостапно место во однос на сообраќајници, во однос на пристап до градот, за влезовите зборувам, или пак во однос на паркиралишта кои што се потребни за да може да биде Крушево подостапно за туристите и за жителите кои што живеат таму. Имате ли во својата програма дел и за овие прашања? Да, имаме. Значи, ние во нашата програма ќе ги опфатиме сите населени места и секаде прво кога одиме на инфраструктура, патната инфраструктура, би ги поправиле и теконо би ги одржувале најкритичните места, пошто досега сме сведоци се гради само на одредено место, исклучува само кај партиски симпатизери, а другите села буквално како да ги нема. Никој не ги ни спомнува, дури не ни отишле видат во колку тешки услови живеат. Јас пошто патувам цело време и гледам точно секое населено место во општина Крушево колку лоши услови се патиштата за водоводната мрежа, веќе да не зборуваме. Таа е катастрофа. И представниците од ВМРО и представниците од СДС се обидуваат да направат некоја водоводна мрежа на одредени населени места, нешто направија малце така, не знам, резервар нешто направиле. Во Крушево се соочуваме со чести прекин на вода, чести дефеци заради недобра инвестиција или не знам лош инвеститор. Али како и да е, ние цело лето немаме вода, како во градот, така и во населените места. Вода за пиење, питка вода за пиење нема. Најголем проблем сега што беше лето, пред 2 август, најголемиот празник за Крушево што се вика, ние имавме бактерија во водата. Ја извести од Институт за јавно здравје од Прилеп. Од општина Крушево никој не извести. И баш пред празникот водата беше забранета за пиење. Пивката вода и цело население беше доведено да купува вода. Како ќе се справувате со овие предизвици кои што се од областа на инфраструктурата, бидејќи секоја општина си има свој ограничен буџет, секако и општина Крушево? Мислите ли дека може да се најде механизам за да се добијат доволно средства за да се средат овие проблеми кога станува збор за инфраструктурата, улица, сообраќајници, паркиралишта и особено кога станува збор за здрава вода за пиење, водоводи и канализација? Да, може. Мислам дека ако отвориме јавни предпријатија или пак јавните предпријатија кои ги имаме се транспарентни и ги департизираме. Значи да не се партиски, сега моментално јавни предпријатија се во партиска функција на владеачката партија. Значи треба тие да бидат во интерес на сите граѓани. Да овозможиме да работат во интерес на општината, а не во интерес на партијата. Може да обезбедиме јавни предпријатија кои ќе работат и ќе земат пари од општината, а не да пуштаме за некој проблем приватни предпријатија кои се човек предпријатија или да учествува на тендер со еден вработен, таков случај во Крушево со промената на водомерите од тие аналогните во дигитални, без никој да ги праша крушевчани, донесле одлука на совет и сега ги променуваат водомерите со човек фирма, не знаеме дали тие биле најповолни во моментот на пазарот и да тука и му стварат дополнителен трошок на граѓаните на Крушево, а уствари се тера кампања како демек се бесплатни броилата, а старите броила им ги земат на луѓето и местат ново броило, на кој после му земат 1800 денари како демек за монтажа на истото броило, но тоа така не треба биде. Исто имавме таков случај со броилата од Евана, кои ги променуваат, тие не бараја од корисниците дополнително и старото броило им остана
на домаќинствата. Си намести ева на нови броила, а не беше случај така со ЈП Комунално Крушево. Може ли да се каже дека еден од приоритетите ви се исправувањето со нетранспарентноста и партизацијата на општинската администрација? Како би се справиле со овој проблем, како градоначалник? За да имаме функционална општина, мора да имаме ние соодветен кадар. На секое работно место ќе вработиме соодветен кадар кој има знаење за да работи, знаење и искуство за таа работа. Оно што би сакала да го напоменам кога ќе се спомне Крушево е туризмот, а тука како подсектори би ги вклучила етнотуризмот, руралниот туризам. Значи има многу подсектори кога ќе се спомне економија и туризам, а што особено одговара за Крушево. Имате ли одредени предлог проекти кои што би ги вклучиле кои што се вклучени во вашата програма, за да може да се развиваат и селата, бидејќи Крушево е познато и по земјоделието, не само по туризам или пак одредена индустрија. Како во тој дел би можеле да им се помогне на крушевчани, што повеќе да се вклучат, за да можат да заработуваат и за да можат да живеат од оно што го заработуваат? Да, може, само треба доволно да се информирани. Има средства кои може да ги користат за рурални средини. Ќе направиме да ги информираме граѓаните на општина Крушево. Ќе возможиме посебни услови за кој сака да инвестира во општината, ќе им помогнеме на младите земјоделци да пристапат до тие фондови преку разни обуки. Едноставно ќе помогнеме на секој што сака да отвори фирма. Имало досега обиди за самовработување, но тие не беа некои искрени. Им даваја на луѓето по 3000 евра, од кои 500 евра му ги кратеа како некој проект, па после уште 500 евра му земаја за да затворат фирмата. Ние нема да работиме така, ќе возможиме секој што ќе отвори фирма со разни обуки и помош од самата општина да го развиват тој бизнис, а не да ни биде целта да му го затвориме. Туку да може да се надоградуваат. Има ли можност општина Крушево да има повисок животен стандард и поквалитетен живот? Како тоа би го направиле, ако земеме во предвид дека говориме сега за социјалната сфера? Како е сместувањето во градинките? Каква е услугата во однос на тоа за младите да можат да бидат обезбедени кога се на работа, своите деца да можат да ги оставаат онаму каде што се насигурно и се згрижени? Дали сметате дека во тој дел треба нешто да се направи? Да, можеме да се пофалиме дека Крушево има доволно места за сите деца, пошто во Крушево, жално да кажам, ама сега во септември се пише само 11 првачина, значи немаме ние доволно деца. Најголем проблем е во Крушево со самохраните родители. Досега ниту една партија не вработи самохран родител, да речеме ова семејство ќе го вработиме без разлика. Каде што има, да речеме, како што е стручен, нека го вработат во општината да може да заработува. Најтешко им е на самохраните родители. Тие се принудени да ги остават своите деца дали в градинка или пак и комши, за да додат тие аргати, пошто немаат постојано работно место. Ние баш ќе се осврниме на нив. Значи на самохраните родители и тие што се од социјален ризик би им дали првенство во вработување во јавните установи. И морам да напоменам дека во градинката во Крушево треба да се вработи соодветен кадар што ќе работи со децата со попреченост. Ние моментално немаме таков кадар што може да работи. Има доста деца со попреченост, има и семејства кои чуваат деца со попреченост, но тие ги носат во градинката како на дневен престој, али немаме таму стручен работник што ќе работи со тие деца. Мислам дека тоа треба што е похитно се смени. Во однос на транспарентноста на општината, уште еднаш би сакала на тоа прашање да се осврнеме. Како би го подигнале нивото на транспарентноста на општината, што е, еве, за голем дел од општините во Македонија, рак рана, бидејќи колку потранспарентна општина, толку помала
корупција или она што е проблем. На каков начин би ја подигнале таа транспарентност на општинските услуги, на општината како институција, за да можат граѓаните да бидат поинформирани, како што и сами рековте низ разговорот? Има ли начин, механизам како да се подигне тоа ниво? Да, има, доколку ние влеземе во Советот или па ако сум како градоначалник, сите седници на Советот ќе бидат транспарентни и јавно ќе се пренесуваат преку социјалните мрежи. За секоја седница ќе имаме снимка. Што е предложено, што е договорено, кој бил за со аргументи и кој бил против. Секоја одлука што ќе се донеси ќе биде во интерес на граѓаните, а не како досега во интерес на политичката партија кој што ги има тие советници. И сакам да напоменам тука дека нашите советници би се откажале од тој месечен хонорар што ги земаат и тие пари ќе ги користиме за хуманитарни цели. Ќе помагаме на семејства што се од социјален ризик или не знам нешто. Битно на голем дел од средствата ќе се откажиме. Искрено ние сакаме да се води општината во интерес на сите граѓани. На крајот од овој разговор би ве запрашала во однос на тоа која е вашата порака пред овој изборен ден кој што ќе се случи в недела на 19 октомври. Имате ли нешто што сакате да им го порачате на крушевчани и нешто што ќе остане запаметено и по кое што вие ќе бидете препознатлив во однос на таа порака? Да, сакам да им препорачам на крушевчани и да им кажем дека за разлика од моите против кандидати, јас во моето минато немам ни сомнителни тендери, ниту пак сум влијал на сомнителни вработувања. Јас искрено и честно ќе се посветам на работа за сите, нема да има селективност во работата. Крушево има доста потенцијал да биде напредно и модерно место за живење. Сакам да им побарам на сите жители од општина Крушево да гласат за мене и за Советот на општина Крушево, за да можеме сите заедно да направиме нешто за општото добро на општината. Да ги потсетам дека кога воделе работниците, кога ја воделе општината, била многу понапредна него овие сега што ја водат. Зоран Јанински, јас ви благодарам за разговорот. Се надевам дека повторно ќе имате можност да ни бидете гостин во нашето студио. Исто така се надевам дека на 19 октомври се ќе помене во најдобар ред. Граѓаните ќе можат сами и самостојно да одлучуваат. Ви посакувам среќа и се гледаме во друга прилика. Почитувани гледачи, тоа беше Зоран Јанински, кандидат за градоначалник на политичката партија Левица за општина Крушево, како дел од серијалот Муабетиме со. Локални избори 2025.